Да, добар ден на сите. Сакам да ги поздравам денешните наши гости и ние продолжуваме како комора на ИКТ секторот со разговор со партиите кои што ќе го состават следниот парламентарен состав. Денес имавме плоден разговор со поранешниот премиер Ковачевски и со подпредседателот на влада Фатмир Бетичи и можам да ви кажам дека најдовме навистина една многу добра соработка во која што ќе ја правиме во иднина, бидејќи да ви кажам, мене барем ми се чини, единствено место кај што можат многу да се спојат идеите и разговорите е околу дигитализацијата на државата. И мислам дека тука ќе имаме секако многу добра соработка со сите партии и понатаму ќе продолжиме значи со средби со партиите, бидејќи ИКТ секторот знаете е еден од најбрзо растечките, компаниите веќе дошле до скоро 3200, тоа се млади луѓе, платите растат со неверојатно темпо од 30% годишно, со тоа што мислам дека мора да се напомене и тоа дека овие компании 3000 имаат направено обрт од 1.500.000 евра, каде што скоро 550 пола милиарда евра е во извоз. Така да, еве, јас би му дала сега збор на господинот Ковачевски да ги каже своите импресии. Благодарам. Да, ви благодарам. Најпрво сакам да се заблагодарам за оваа средба. Имавме навистина успешен состанок, би рекол, со комплетно разбирање во однос на темите за кои што разговаравме. ИКТ индустријата е индустрија која што се развива со најбрзи стапки во нашата држава. Кажа и самата председателка, веќе има над 3000 компании во ИКТ делот кои што работат во Македонија, има над 20.000 вработени лица веќе и обртот надмина 1,5 милиарда евра, од кои што половина милиарда евра се извоз. Разговаравме конкретно во делот на оно што ние го имаме во програмата на Коалицијата за европска иднина, која што се практично поклопува со очекувањата на индустријата, бидејќи Масит навистина е комора која што ги обединува компаниите од телекомуникацијските и технолошките компании во делот на формирање на посебна институција за дигитализација, бидејќи ние во програмата имаме формирање на агенција за дигитализација, која што ќе биде отворена и за прибирање на знаење и искуство од самата индустрија, како и дигитализирање на процесите во државата во кои што треба да бидат достапни на најбрз начин за граѓаните. Разговаравме и за дополнителни работи кои што ги потегна комората, председателката, меѓутоа и членовите на управниот одбор, кои што за мене се исклучително логични и корисни, а тоа е дека прво треба да се направат промени во Законот за работни односи, за да може да се воведат новини кои што ќе одговараат на едно дигитализирано време, кои што ние и во моментот го имаме во делот на работењето од дома, во делот на достапноста на технологиите, на работниците на различни места, освен на работното место, што секако дека ќе биде дел од она што ќе биде работено во наредниот мандат, и секако давање на поголема тежина на дигитализацијата и на информатичко-комуникацијските услуги, со формирање на и бизниси и со формирање на посебна комисија во собранието на Република Македонија, бидејќи денес тие се под комисијата за транспорт, која што има прилично голем обем на работа. Меѓутоа, добра иницијативата да поразговараме со сите политички партии веднаш со формирањето на новиот парламентарен состав, да се направи една комисија која што ќе биде исклучиво за дигитализација, на која што ќе се разговара на теми за дигитализација, вештачка интелигенција и во која што ќе учествуваат покрај сите политички партии на редовна основа и представници на Масит, нормално и на други комори и секако на поголемите компании кои што го водат развојот на оваа индустрија во нашата држава. Ние како влада во изминатиот мандат имавме одлична соработка со Масит. Во делот на поддршката на компаниите ги изедначивме македонските и странските компании, бидејќи во минатото само странските компании беа тие кои што беа во можност да добијат државна помош. Сега
Сите компании се задначени, веќе дел од македонските компании ја искористија таа можност во делот на развојот на нови услуги и работни процеси и технологии да користат таква помош. Веќе има неколку од нив кои што го зголеми и своето работење и производите кои што ги произведуваат, како и бројот на вработените и својот обрт се разбира. И сите разговори и сите политики во иднина ќе бидат токму во оваа насока. Сакам уште еднаш да се заблагодарам за успешниот состанок. Имав можност да се видам со голем број на драги пријатели со кои што сме имале можност да се соработуваме во текот на изминатите 2 декади и мислам дека не очекува уште поуспешна и поплодна соработка со масите и компаниите кои што ја сочинуваат оваа комора. Ви благодарам.